Добро вечер, јас сум Христо Ивановски, вие сте повторно во отвореното студио. Вечерва дебата на ТВ Нова изборите во Германија, насловена канцеларката Ангела Меркел победи, дали ќе успее да формира стабилна влада. Клучното прашање е стабилност или не во Германија. Мои вечерашни гости се доцент Александар Спасов на Правниот факултет на УКИМ. Добре дојде. Добро вечер. И Васко Грков, поранешен конзул, генерален конзул во Сојузна република Германија. Добро вечер. Се очекуваше дека изборите во Германија ќе бидат драматични, но јас мислам не толку. И последните анкети сепак предвидува некаков пат на двете традиционални и најголеми политички партии во Германија, ЦДУ, ЦСУ и СПД, значи демохристијаните и социјалдемократите. Но изборот на германците, тие 62 милиони гласачи, сепак направија драма од овие избори. На крајот победи канцеларката Ангела Меркел, несомнено најаката политичарка или политичар на денешницава, барем во Европа, но пред Меркел е една многу тешка задача да формира стабилна влада. Кои се, Александар, според вас првите обсервации од овие избори? Овие избори, имате право, се најдраматични избори од формирањето на Сојузната република од 1949 година и од германското обединување од октомври 1990 година. Имало и други избори кога било тензично, меѓутоа тензично помеѓу традиционалните партии, тоа се ЦДУ и незината сестринска партија ЦСУ од Баварија и Социјалдемократската партија на Германија, која инаку е најстара германска политичка партија, но и најстара социјалдемократска политичка партија во Европа. На овие избори во Германија се појави партија или движење, протестно движење. Тоа е формирано во 2012 година, за 0,3% не влезе во 2013 на изборите, има 4,7%, прагот е 5% во Германија, кое што успеа да освои скоро 13% од гласовите. Меѓутоа да подсетам, некаде пролетта анкетите предвидуваат дури и дека ќе освои околу 15%, што значи тие освоија под оние анкети од пролетта. Последните анкети предвидуваат дека ќе освојат меѓу 9 и 11%, но освоија 2% натоа. Сакам да кажам дека бројот на гласови што ги доби АФД не е изненадување, бидејќи уште оваа пролет анкетите предвидуваат дури поголем, односно значителен процент на гласови дека ќе одат за ова политичка партија, односно за ова движење, алтернатива за Германија се вика. Но, Васко, алтернатива за Германија на федералните избори освои пратеници, така што на некој начин веќе знаевме дека они можат да го поминат изборниот праг од 5%, можеби 13% е многу, но на некој начин мислам дека е казнета големата коалиција на ЦДУ СПД. Токму така. Овие избори по многу што може да се оценат како историски во повојна Германија. Самиот факт што за прв пат во Бундестагот ќе влезе една партија која што е крајно десничарски ориентирана и по многу елементи од многу истакнати аналитичари од јавноста во Германија се поистоветува со одредени неонацистички елементи, кои што самите представници на партијата во одредена мера ги негираат. Но сепак тоа е еден новитет со кој што ќе мора во иднина да калкулираат сите останати досега познати партии кои што ја граделе политиката на Сојузна република Германија. Дали е изненадување? Во одредена мера да, но имајќи го предвид анкетите кои што предничаа на самите избори, како што спомна и господинот Александар, веќе се очекуваше дека оваа партија ќе игра значајна улога на политичка сцена во Германија во иднина. Самите резултати го потврдија тоа. Останува прашањето колку тие ќе успеат сега како нова фракција во новиот Бундестаг да наметнат своја политика. Сега веќе имаат одредени механизми кои досега ги немале.
ќе можат да иницираат по различните комитети и комисии во склоп на Бундестагот одредени своји проекти и иницијативи што досега не може да го спроведат и јавноста во Германија се плаши дека на тој начин тие ќе бидат во состојба да ја уште понатам, уште подлабоко промовираат својата идеја која што за многумина значи раслојување на општеството, јакнење на еден десничарски национализам кој што во прва мера е негативно настроен пред секунд мигрантите. И нетипичен за Германија. И првата изјава која што дојде од лидерството на АФД, иако после денешниот ден веќе тешко да се зборува што е лидерство на АФД, затоа што Фрауке Петри незиниот сопруг инаку освоија тие директни мандати. Тоа е многу интересно. Добро, јас ќе предложам, бидејќи сакам да направиме една мала пауза и потоа ќе се навратиме подетално ќе ги дебатираме овие прашања. Реклами, па се враќаме повторно со дебатата. Еве не повторно во студиото, велам добро вечер за нашиот трет гостин кој од објективни причини доцнеше, Александар Николовски, поранешен пратеник на ВМРО ДПН. Добре дојде во студиото, Александар. Добре најдов, благодарам на поканата. Значи, ние зборуваме сега за постизборите, што, какви сценарија следуваат и би му дал збор на Александар, бидејќи го прекинав пред малку, он зборуваше за АФД. Да. Кои се клучните поенти за АФД? Што треба да знаеме? Да, првите изјави на АФД, од таму ќе почнеме, од кога се објавија прелиминарните неофицијални резултати, особено прелиминарните официјални резултати подоцна вечерта, беше дека главната улога, тие сами за себе тоа го изјавија, дека главната нивна улога ќе биде да го вознемируваат Бундестагот. Односно, тоа во превод значи скандализирање на дебатата во Бундестагот. Имаше една втора изјава, дека ќе повикаат на одговорност, политичка одговорност канцеларката Меркел поради мигрантската криза во 2015 година. Што значи АФД, иако за раководство сега не можеме да зборуваме на АФД со оглед на тоа што таа денеска доживеа расцепи покрај тој успех на изборите, Фрауке Петри незиниот сопруг, инаку кој освоја директни мандати, што е многу ретко во Германија некој да освоја да не е од коалицијата ЦДУ-ЦСУ, односно од социјалдемократите. Најавија не само дека ќе се повлечат од руководството на партијата, туку и дека воопшто ќе се повлечат од партијата. Но што е АФД? АФД настанува 2012 година. Тоа е реакција на ултраконзервативните елементи во германското општество на глобализацијата. Значи, тоа е продолжение на еден процес кој што се случува насекаде низ Европа. Во Германија од историски причини таквите партии долго време беа маргинализирани. Постои една партија МПД, тоа е отворено неофашистичка партија, меѓутоа тие ретко успеа да влезат во некој од покраинските парламенти, освен во Саксонија има малку поголем успех. Јас би се вратиле подоцна на АФД да анализираме, затоа што АФД беше лакмусот на овие избори на известен начин, но клучна фигура е сепак тој што ги доби изборите, тоа е Ангела Меркел. Јас би замолил од режијата, ако се во можност, да ми го постават графиконот, за да ги гледаме резултатите кои како помина на овие избори. Еве го, значи, црната боја е ЦДУ, ЦСУ, да не забораваме, сепак тоа се две сестрински партии, но резултатот е кумулативен, 33%. Социјалдемократите на Мартин Шулц 20,5%. И двете партии од минатите избори пред 4 години имаат голем пат. АФД е трета партија, 12,6%. Либералите, слободните либерали, ФДП 10,7%. Тие успеа овој пат да го поминат изборниот прак од 5%. И се најверојатно коалицијски партнер на Меркел. Левицата Де Линке 9,2, стабилно гласачко тело би рекол. И зелените 8,9, зелените паѓаат, губат од поддршка. Сега прашањето, Александар, политичар си бил и си политичар, Ангела Меркел треба да формира влада.
според твои проценки и математиките кажува дека е многу тешко да се формира стабилна мнозинска влада. Меркел сепак кажа дека ќе настојува да формира стабилно парламентарно мнозинство, но јас не гледам такво стабилно мнозинство, освен ако не направат повторно голема коалиција, нешто што Мартин Шулц веднаш по изборите кажа дека не го сакаат, односно одат во опозиција. Добро, ова нема да е прв пат за канцеларката да влезе во едни комплицирани преговори. Со новиот мандат кој што го добива, таа го надминува и Хелмут Кол по должината на мандат како канцелар и веројатно ќе стане најдолговечниот, односно канцелар со најдолг мандат, што е секако за 4 мандата. Но имајќи предвид дека се очекува ЦДУ ЦСУ да се стабилни и потоа така ја гледам ова работа, затоа што ова беше едно прекршување сега, ако ја смениме темата, ова беше едно прекршување што ќе се случува со ЦДУ, имајќи предвид колкава беше темата со мигрантите и колкав беше тој притисок кој што постоеше кон канцеларката. Што му ова успеа да го преброди, јас не гледам некоја опасност поради која што не би успеала за 4 години повторно коалицијата ЦДУ ЦСУ да е прва политичка сила во Германија, имајќи предвид дека економијата е стабилна, дека веројатно ќе продолжи да биде стабилна во следните 4 години, може да се очекува само раст и доколку овие предизвици кои што сега ги има се одговорат, тогаш тоа е една отворена врата за нов мандат. Но да се вратам на прашањето. Она што е специфично е дека канцеларката практично стана мајстор на овие коалиции. Имаше широка коалиција со социјалдемократите, кога Герхард Шредер ги загуби изборите, па потоа имаа коалиција со либерал-демократите, па потоа имаа повторно широка коалиција со социјалдемократите и сега се пред предизвик да направат коалиција со помали политички партнери. Факт е дека ЦДУ успеа целосно да се трансформира и од една партија која што беше христијан-демократска конзервативна партија стана партија на десниот центар и така им беше во суштина и кампањата. Кампањата беше кон центарот, сакајќи да го опфатат тоа гласачко тело. Така што овие две политички партии кои што се потенцијален партнер на ЦДУ може да бидат само додадена вредност за владата од две причини. ФДП, односно Слободните демократи, се сметаат за пробизнес партија, односно партија која што е блиска на бизнес заедницата. А тоа е она што е основно во Германија и што е двигател на целата економија, затоа што, за разлика од други европски земји, во Германија основата на економијата и на бруто домашниот производ е токму мануфактурата, односно производството во големите фабрики, во различни индустријски сектори кои што постојат. Од друга страна, зелените можат да бидат еден добар баланс со своите политики кои што ги представуваат. Да не заборавиме дека и ЦДУ проба да се профилира тука, како една партија која што одговара на овие политики. Самата канцеларка има силно лично искуство во тој дел, така што возможно е да се најдат. Веќе размислуваат за амбициозни проекти како што е тоа како да се одлага јагленот кој што се користи при производство на електрична енергија, имајќи предвид дека ја запреа политиката на изградба на нуклеарки, па се вратија повторно на јаглен, на термоцентрали, но да скратам, мислам дека нема да е лесно, мислам дека ќе е еден сериозен предизвик, но дека канцеларката на крај ќе успее. Има два фактори тука кои што мислам дека се вонредно значени и треба и добро да ги анализираме. Прво, само 2 дена после изборите, францускиот претседател Макрон имаше еден исклучително сериозен говор денес, во кој што представи нова визија за Европа според него, и таа визија за Европа која што ја представи Макрон значи зацврстување на Европската Унија во различни сектори. Тој предлага да има заедничка политика за мигрантите, во одбраната, даноците и социјалната политика и за прв пат предлага заеднички буџет на еврозоната, односно на оние држави кои што го користат еврото. Реакциите тука се многу интересни и сакам да ги споменам. Зелените од старт го прифатија, ЦДУ не коментира, ФДП генерално го прифати, но е против овој заеднички буџет на еврозоната, додека
ЦСУ, помалиот партнер, традиционален партнер на ЦДУ од после Втората светска војна навака, гледа многу скептично на овој говор, точно. И тие се еден сегмент кој што мислам дека недоволно се анализира, затоа што имаат еден сериозен пат на генерално ниво од 7,4 на 6,2%, што може би вака изгледа малку, но е многу затоа што тие се концентрирани само во Баварија. И растот на алтернатива за Германија е токму во оние делови каде што порано ЦСУ била силна и го покривала тој дел. Така што сега ЦСУ се обидува, јас се разговарав во теков на денов и со некои пријатели кои што ги имам таму, се обидува да пронајде свој идентитет. Идентитетот треба да е нешто подесно од ЦДУ, а нешто полево од алтернатива за Германија, и тоа мислам дека е сериозен предизвик за ЦСУ, затоа што прв пат од после Втората светска војна се соочуваат со ваков предизвик. Вака, значи, несомнено дека Ангела Меркел е канцеларка на стабилноста, не само на Германија, туку и на Европа, еден од столбовите на европската стабилност, и тоа се покажа, и тоа е клучно сега. И за Германија и за Европа. Дали ќе остане Германија таква каква што ја знае? Самата Меркел по изборите кажа дека сите мораат сега да покажат, да цитирам само да го најдам цитатот, одговорност. Одговорност затоа што времето е такво, носи предизвици. Сега, Васко, вие ја познавате германската политика, но предпоставувам и менталитетот на политичките партии. Нема да биде лесно да се направи оваа коалиција, без разлика што едва ќе поминат 50%, така наречена Јамајка коалиција. Тоа значи ЦДУ, ЦСУ да направат коалиција со зелените и со слободните либерали. Што мислиш, веројатно со месеци ќе траат овие преговори? Околу кои прашања ќе се прекршуваат или ќе се пазарат, како ние што знаеме, да кажеме? Според последните излагања на одредени представници од сите инволвирани партии, се уште не е целосно исклучена и големата коалиција, иако никој не верува во такво нешто, затоа што лидерот Мартин Шулц уште на самото објавување на првичните резултати јасно даде до знаење дека тие се партија која што, гледајќи ги резултатите, го достигнаа самото дно. Никогаш во историјата не имале по-слаб резултат од овој што сега го постигнаа, и тоа е според него, а и според голем дел од раководството на партијата, се должи на политиките кои што не успеа да ги наметнат во рамките на големата коалиција во два наврата, а посебно во последниот. Дури се придава едно мислење, се пласира едно мислење дека токму Меркел како од позиција на канцелар успеала вешто да ги тие битни социјални прашања кои се однесуваат пред се на статусот на социјалните работници, на зголемување на минималните примања, она што значи сигурност, социјална сигурност на главното гласачко тело на самата партија, Социјалдемократска партија на Германија. Како и да е, другата, математички гледано, може да се реализира мнозински влади само две. Тоа е постоечката голема коалиција, за која веројатноста е минимална дека повторно би ја имале, и ова новата само 52%, што е. Да, добро, има разликата е многу мала од оваа така наречена Јамајка коалиција, во која што би учествувала 1% е прилика. ЦДУ, ЦСУ како сестрински партии во рамки на Унијата, би учествувале и либералите, Фрај демократична партија, и зелените. Де факто разликата, колку што ги гледав последните бројки, е само 7 пратеници. Дали би била едната или другата. Значи, збориме за релативно мала стабилност, но сепак се работи за мнозинска влада. Проблемот е што овој тип на коалиција во досегашна Германија, по војна Германија го немало на сојузно ниво. Се направи една условна проба во две покрајни. Едната беше во најмалата германска покрајна во Сарланд, кај што после 2 години, ми се чини, неполни 2 години, таа коалиција се растори. Не толку колку веројатно, барем според тврдењата на самите представници во покрајината, заради непремостливи пречки во сваќањето на приоритетите на политиката која треба да се води, колку ради
фактот што во рамките на либералите не можеле да се најде консензус за нивното учество во самата коалиција, како и да резултатот беше пропагање на истата. Сега имаме една друг случај, тоа е во Шлесвиг-Холштеин, мисле чини, кај што изборите од мај месец годинава се формира исто таква јамајка коалиција, која еве сега има некои си 2-3 месеци од кога е во сила и ќе видиме како ќе покаже времето колку таа успешно може да функционира. Во секој случај очекувам дека ќе бидат тоа тешки преговори. Денес ви се постави едно прашање на канцеларката Меркел дали до Божик ќе може да им представи на граѓаните на Германија нова влада. Што е досега, колку што знам, во повојната историја на Германија никогаш не траеле преговорите толку долго, за да се одолжат, да речеме, на 3-4 месеци. Колку готи да биле големи разликите на потенцијалните коалициони партнери. Во случајов, добро соговорниците посочија, ако гледаме од аспект на CDU-CSU, канцеларката Меркел низ годиниве успеа да створи еден имидж на исклучителен преговарач. Таа точно знае, ги алоцира битните моменти, битните аспекти на секоја од потенцијалните партнери, им дава до знаење и слобода на вметнување на тие нивни идеи, процеси, па или некои црвени линии ги нарекува. Во секој случај, проблемот го гледам повеќе кај можноста за соработка помеѓу двата помали партнери, зелените и либералите, затоа што тие имаат доста спротивставени ставови по многу прашања, и во делот на регулирање на така наречените еколошки теми, во делот на раководење со глобалните конфликти, како една од ударните теми, ударните аспекти на надворешната политика на Германија, и ќе биде тешко да се изнајде некоја средина, нешто што ќе биде прифатливо и за едниот и за другиот помлад партнер. Така. Ние кога зборуваме сега за мали партии, мора да кажеме дека слободните либерали имаат еден Геншер, еден Гидо Вестервеле или Кинкел, така натаму, а кај зелените имаме еден Јошка Фишер, да речеме. Еден единствен. Но дозволете само да интервенирам. Сакав едно прашање конкретно за тебе поврзано, затоа што Грков не исклучува и голема коалиција. Јас сепак поставувам прашање директно за тебе, Спасов, затоа што Шулц беше дециден, па дури би рекол и нервозен и нетипично можеби за еден германец, да каже на пресконференција дека Меркел водела скандалозна кампања и направила вакуум кој го пополнија АФД, значи радикалите. Дали е стварно невозможно сега да се како размислува тој корпус политички? Во интерес на социјалдемократите е да не влезат во владата, туку да бидат опозиција, затоа што социјалдемократите во Германија се предизвик да изградат еден нов наратив. За да се одржат како партија и повторно да се вратат на власт. Што е работата? Не е дека социјалдемократите немаа програмска понуда, туку програмската понуда на социјалдемократите, традиционалната програмска понуда на социјалдемократите е веќе државна политика на Германија. Значи, она за што социјалдемократите се бореа пред 50, 60, 70 години, дури повеќе од 100 години од кога се формирани, тоа е социјалната држава, силната социјална држава и социјалните услуги кои што се пружаат во Германија, е веќе државна политика во Германија и нормално после толку време луѓето го земаат здраво за готово. Меѓутоа, тоа се надоврзам тука на Александар во однос на кампањата на Меркел, таа беше димите, нели, концентарот, со што CDU, CSU би ја исклучил тука, повеќе дури не се профилирани толку како десен центар, него целосно се приближува кон центарот. Да не забораваме дека и Шредер 98 година против Кол водеше кампања со истиот слоган, само се викаше Die Neue Mitte, односно новиот центар. Тоа укажува на еден процес што се случува во Германија, тоа е да онаа разлика помеѓу десно-лево веќе станува ирелевантна, минимални се во основа разликите помеѓу политичките партии
партии во Германија и затоа толку е жестока кампањата на теми кои можеби не спаѓаат во корпусот на оние централни политички теми. Сега битката меѓу зелените и Ангела Меркел не може да биде околу нуклеарната енергија, која што е традиционална тема на зелените, бидејќи Ангела Меркел рече дека ќе отстапи од нуклеарната енергија. Сега ќе зборат повеќе околу имплементацијата на договорот за климата од Париз, што реално не спаѓа во едно такво централно политичко прашање за односите во Германија. Либералите во Германија не може да се спротистават на минималната плата, не можат да се спротистават, не можат да бараат понатамошно разградување на социјалната држава во Германија, бидејќи агендата 2010, која што беше традиционални предлози од 80-тите на либералите, стана предлог на социјалдемократите во 2000-та години, стана политика државна на Германија. Моето мислење е дека сега разликата помеѓу партиите, клучната линија на поделба во Германија е помеѓу сите партии, овие традиционални партии, некои не толку традиционални како што се зелените, и популистичките партии од лево и од десно. Со тоа што Die Linke, која што настана како популистичка партија од лево, е стабилизирана и тешко дека таа партија ќе расте понатаму во Германија. Таа има едно стабилно гласачко тело, меѓутоа нејзин најголем проблем е што дел од гласачкото тело, особено во Источна Германија, е многу старо. Тоа се бившите членови на СД кои што биолошкиот фактор ги трга и тие ќе губат единствено поради тоа што дел од гласачкото тело во Источна Германија е прилично старо. Од друга страна имаат многу младо гласачко тело во Западна Германија. Од другата страна на десниот спектар е АФД или Алтернативата за Германија, кои што собраа луѓе и од лево и од десно, кои принципиелно се против космополитската политика на Ангела Меркел, која не беше оспорена од ниту една друга партија. Практично и социјалдемократите Ангела Меркел водеа иста политика што се однесува до глобалните прашања. Само ако ги погледнете бројките, од минатите избори до овие избори, околу 1.100.000 гласачи што од 2013 гласале за CDU-CSU, гласаа за АФД, пола милион што гласале за социјалдемократите гласаа за АФД, може да замислите 450.000 Тоа е многу интересно, значи АФД како ултрадесничарска не зема само од десничарска партија, од комунистите зема. 450.000 гласачи кои гласале за комунисти, ајде Die Linke да речеме, некоја неомарксистичка партија, сега се одлучиле да гласаат за неофашисти. И на крајот она што за мене беше шокирачки, 50.000, добро, тоа е мала бројка, но 50.000 луѓе кои изјавиле дека гласале за зелените, верували или не, гласале за АФД. Тоа е феномен што се случува, меѓутоа тоа е феномен што се случува во цела Европа и тоа е новата линија на поделба помеѓу политичките партии во Европа. Точно, сега од друга страна, тие големи коалиции практично значат и губење на идентитетот на вакви традиционални партии. Тоа значи губење на контакт со нивното гласачко тело. Тоа е, нели, компромисот кој што се прави, па дури еве изненадувачки податокот, матичната држава на Фрауке Петри, една од лидерките на АФД, го победува ЦДУ во есен. Тоа значи дека веројатно Александар, дали е и ЦДУ како традиционална партија треба да го запали алармот и треба да ги преиспита своите политики на отворени врати кон мигрантите или на многу мек однос кон еврозоната, односно кон Брекзитот или кон односот кон Русија. Дали овие прашања во иднина ќе бидат поставени од ЦДУ или од помаливе партии во преговориве? Тука клучно прашање за оваа десно-популистичка партија Алтернатива за Германија е колку ќе успее да го одржи овај резултат, односно оваа поддршка, затоа што играше на крајно популистичка карта. Ако ги видиме ние прашањата, мигрантското прашање беше решено токму од канцеларката Меркел. Факт е дека постоеше една година во која што имаше криза, но после тоа со затварањето на Балканската рута, каде што ние како држава имавме клучна улога, што беше предуслов и даде тежина на Германија во преговорите со Ердоган да се склучи договорот помеѓу Европската унија и Турција, резултираше на комплетно затварање на Балканската мигрантска рута, од каде што 90% од мигрантите доаѓаа во Германија. Така што тоа е прашање кое што канцеларката успеа да го затвори и покрај тоа што
имаше различни мислења внатре во широката коалиција, имено Министерството за надворешни работи кое што беше водено, односно се уште е водено од проминентни членови на Социјалдемократската партија, има малце поинаква политика по однос на прашање, па имаше судири внатре, ама тоа е друга тема. По однос на Европската Унија, факт е дека Германија е главниот мотор и дека таму се одредува правецот каде се движи Европската Унија. Но има една друга работа која што мислам дека недоволно се анализира, е значајна, и пак ќе се вратам на говорот на Макрон. И во Франција и во Германија се случува исти феномен, а тоа е да пораснат овие екстремно десни партии. Во Франција, нели, Ле Пен имаше исклучително силен резултат и е многу интересно нивното финансирање на овие политички партии. Имено и Ле Пен и Алтернатива за Германија користат кредити од руски банки. Со тоа што едниве го признаваат тоа јавно, другиве не го признаваат тоа јавно. И овој повик денес на Макрон, јас малце го гледам и како обид да се создаде заеднички сојуз со политичките партии во Германија, кои што не се популистички, да се отфрли ова влијание. Затоа што веќе станува еден бран по обвинувањата за изборно мешање во Соединетите држави, по она што се случи во Велика Британија. Ако ги видиме овие две движења, тоа представува една сериозна опасност за странско вмешување во избори во било која држава, и ако може тоа да се случува во големи држави, може да се случува и во помали, а тие големи па можат да вратат на некоја друга голема и да настане еден тотален хаос кој што може да предизвика сериозна криза. Така што, да заклучам, мислам дека во следниот период, без разлика како ќе заврши формирањето на влада во Германија, ние ќе видиме еден силен сојуз помеѓу централните политички сили во Франција и во Германија против овие обиди за странско влијание во нивните домашни политики и злоупотреба на темите кои што се привлечни за народот и на теми на кои што се игра на емоција, не на рацио. Мислам дека тук само да се надоврзам, Русија има поранешниот Советски сојуз една долга историја на вакво мешање, со тоа што во времето на Советскиот сојуз воглавном нели ги финансира разните комунистички партии, особено разни терористички организации кои беа во Италија, мислам бригада Роса се викаше, исто во Германија финансираа такви терористички организации, со тоа што сега политиката на Кремљ веќе не е идеолошки определена во смисол само комунистички партии, сега финансираат еден широк спектар од ултралеви групации до ултрадесни, со особен акцент на ултрадесните, со оглед на тоа што ултралевите партии не се веќе толку популарни за особено помеѓу младото гласачко тело во Европа, нели по падот на Берлинскиот зид и така натаму, нивното гласачко тело е доста намалено, меѓутоа сега се префрлија на финансирање на овие ултрадесни партии и нивната единствена цел е да ја дестабилизираат Европа и да ја растурат Европската Унија таква каква што денеска ја познаваме, односно тенденција на развој која што добива. Да предпоставиме дека руските пари придонеле за јакнење на логистиката на ултрадесницата во Германија, нелогично делува податокот дека АФД има добар резултат во простор на бившето советско влијание во Источна Германија. Практично гласачкото тело гласала за нешто со кој идеолошки било во конфликт. Не била толку идеолошки во конфликт. Знаете, тоталитарните принципи на функционирање лево или десно не се разликуваат толку многу со тоа што, знаете како, тоа е исто како тие што порано се колнеа во Ленин станаа најголемите верници по црквите. Значи, матрицата е, ако видите каде доби АФД единствено во Саксонија доби. Значи, на крајниот исток на Германија, дури символично доби во Дрезден, тоа е градот на Владимир Путин, каде што неговото биро беше не во Берлин, во Источен Берлин, туку во Дрезден. Веројатно тоа само символика, не сакам никакви тука други паралели да влечам, само на символика, ми интересна символика. Така што таа тоталитарна матрица која што постои во Источна Германија, потребни се децении за да се промени. Значи, тоа изедначување
нели да се постигне она wir sind ein Volk, нели ние сме еден народ, тоа е убава вака како крилатица, како мисла крилатица, но да се постигне на вистина таква интеграција во германското општество, потребно е да поминат повеќе генерации, бидејќи поделбата после Втората светска војна, пазите, Источна Германија никогаш не излезе од тоталитарниот систем. Од хитлеризмот, од нацизмот влезе во советскиот болшевизам. Значи, за Источна Германија последен пат видела демократија во 1932 година. Значи, од 1933 до 1989 година во Германија имате континуирано тоталитарно владење, од десно и од лево, во Источна Германија, да. Само, овде има една значајна работа. Тоа е дека овој концепт на финансирање на политички партии не е идеолошки концепт, односно позадината на концептот не е да се финансираат политички партии кои што би биле блиски на некоја идеологија, туку се финансираат политички партии кои што исполнуваат два услови. Прво, потенцијал за раст, и второ, политички партии кои што не се од мејнстримот, како би можеле да ја загрозат оваа идеја за обединета Европа, а тенденциите во Велика Британија и во САД се да го загрозат трансатлантското партнерство. Така што тука е играта да има што послаба Европска Унија и да има што полоши односи помеѓу Европска Унија, Велика Британија и Соединетите држави како столбови на тоа. Француско-германското партнерство е сега клучот на... Апсолутно. И ако земеме сепаратистичките движења со Каталонија, тоа значи дека ако не е ова партнерство, тогаш структурата, архитектурата на ЕУ може да колабира. Да, затоа велам дека е многу интелигентен денес повикот на Макрон и целиот концепт кој што го објави. Но Александар, Макрон има ретко популарност во моментот во Франција. Добро, ама е избран председател. Тој е избран председател, но неговата популарност оди надолу. Мислам дека е негде на едва 20%. Ново избран председател е и мислам дека допрва ќе може да покаже што прави, но е факт дека е заклонат европеец и тој всушност така ја водеше и кампањата со знамето на Европската Унија на себе. Има 5-годишен мандат, ќе видиме што ќе направи, но барем во овој дел силно држи кон филозофијата на силна Европска Унија, што сметам дека, ако гледаме и од домашна перспектива, да не изгледа само се грижиме за туѓиот двор, сметам дека е добро, затоа што тоа е еднината и на Македонија, и колку е посилна Европската Унија, толку е подобро и за нас, и како пазар, и како филозофија, и како политика. Мекалистер од ЦДУ, германски европратеник, го пренесува денеска белградски медиуми, изјавува дека берлинскиот процес за Западен Балкан не е доведен во прашање. Тоа значи кој да биде, каква коалиција да се направи, останува тој процес за нашиот регион многу важен и за европските интеграции, особено за инфраструктурата. Ние пред малку разговаравме околу таа ост политик. Што може да очекуваме сега во овој период на... Дефинитивно Германија има проблеми внатрешно политички со појавата и со јакнењето на АФД. Демонстративите против АФД, кои претпоставувам и ќе јакнат, не се добра слика, значи политички ќе има земјотреси. Можеме ли ние навистина да веруваме дека ќе остане таа политика отворена Берлин поддршка за Западниот Балкан или тоа ќе се одложи? Ја мислам дека иако идеолошки, иако го релативизирав на почетокот тоа со идеологијата, ама идеолошки не припаѓам на кампусот на Ангела Меркел, она што особено го ценам кај неја дека е човекот збор. И мислам дека Ангела Меркел нема да отстапи од политиката, особено не од берлинскиот процес и поддршката за проширувањето на Европската Унија, и во тоа не е осамена, го има францускиот председател Макрон за себе. Сега Германија е лидерот на француско-германското партнерство, некогаш било обратно, Франција била лидерот на тоа партнерство. Она што може да се очекува, велам само може, е дури изголемена улога на Германија во регионот на југоисточна Европа, во поддршката на ширењето на Европската Унија, бидејќи за разлика од
годините некаде од кај 2006, 2007, 2008, се таму до 2015 година, до мигрантската криза, кога реално Европската Унија сметаше дека Југоисточна Европа, односно Западен Балкан е затворено прашање, техничко прашање кога државите ќе влезат во Европската Унија, во ситуацијата во случајот на Македонија и влезот во НАТО, но за тоа повеќе Соединетите Американски држави се грижеа. Со мигрантската криза 2015 година сватија дека регионот на Југоисточна Европа, особено регионот на Западен Балкан како дел од Југоисточна Европа, е едно од најранливите точки за Европската Унија. Конечно и за да се додржи до зборот Ангела Меркел, канцеларката, дека повеќе никогаш нема да се повтори 2015 година, односно она што и се случи, ситуацијата во која што беше доведена Германија да реагира така како што реагираше во 2015 година. И мислам дека на тој курс канцеларката ќе опстане и нема да преговара за ревидирање на позициите, независно од внатрешно-политичките проблеми кои сега може да се очекуваат. Александар, мислам дека добро го перцепиравте со ова американско-британското пријателство, кое е многу зајакнато со доаѓањето на новата администрација на Трамп. И известно е дека барем хемијата меѓу Меркел и Трамп не одговара. Очигледно е тоа. Но, нели, што мислите еве за двајцата и за Грков и за Николовски? Нели природно тоа ќе придонесе Франција и Германија конечно да отворат своја автентична политика без доминација на Лондон, на британците и на круната, и да отидат кон нивниот стар пријател Русија? Грков? Не очекувам драстични промени на релација на односи Вашингтон-Берлин. Сепак се работи за односи кои се градат со години наназад. Најголем предизвик на тие односи за два традиционални сојузници, особено во делот на трансатлантското партнерство, беа доведени во прашање од 2003 година со интервенцијата на Соединетите Американски држави во така наречената Втора ирачка војна. Тоа мислам дека е така наречениот тив пункт, најниското ниво на односите помеѓу двете држави. Тоа е во времето на владењето на двоецот Јошка Фишер, Герхард Шредер во Сојузна република Германија, кога јасно се дистанцира од самата интервенција, се залага за во тоа време пролонгирање на тимовите, инспекцијските тимови за испитување на располагање на оружје за масовно уништување од страна на Ирак, како и да е, таа тема придонесе за јасно завладување на односите на релација Вашингтон-Берлин, а во тој контекст и Вашингтон-Париз. Токму овие две земји во тој контекст тогаш се отворено се спротивставија на интервенцијата и направија своевиден преседан, гледајќи го историски развојот на тоа трансатлантско партнерство. Секогаш Германија била таа, заедно со Франција, иако Франција во една по-конзервативна форма, која што секогаш ги поддржувала интервенциите и глумењето, односно спроведувањето на една политика од страна на САД на глобален полицаец. Од тој момент вложени се многу напори, посебно со доаѓањето на Ангела Меркел као сојузен канцелар, за возобновување на довербата на релација Вашингтон-Берлин и ми се чини дека е од интереси за двете страни и во однос на самите билатерални односи и во однос на европско трансатлантското партнерство да се овие односи понатаму подобруваат. Не би рекол дека тука Русија игра некоја клучна улога на спротивставен фактор, токму кој ќе настои овие односи да се нарушат. Се работи сепак за голем влог од двете страни. Значи, тука еден сегмент е само политика, ние гледаме, не може да гледаме само политика. Америка е традиционално прв или втор трговски партнер на Германија, кај што имаме размена на стоки во милиарден хојаш, огромни суми, кај што размера на странски инвестиции во двата правци е секогаш поголема и растечка, кај што имаме огромен број на германски жители кои што живеат во Америка и обратно, ние до ден денес се уште имаме околу 100.000 американски државјани, представници на американска војска кои што се присутни во Германија, кои нормално се фактор на тоа зближување
Така да генерално не очекувам некои драстични промени на релација на билатералните односи Вашингтон-Берлин, а во тој контекст и на овој троец оската Берлин, Париз, Вашингтон. Не сум прашал никогаш до сега, веројатно имаш некои податоци. Како гласат македонските селеници во Германија? Кого повеќе го перцепираат? Тие што го имаат регулирано статусот, не сме направили анализа, да кажам. Дали се повеќе за социјалдемократите или за Поставам дека демокристијаните? од личните разговори со доста наши представници, кај нас се уште фигурираат над 60 на здруженија на територијата на цела Германија, што го имаат признакот на македонски, вклучувајќи ги и некои асоциации на албанските представници наши, кои што е малку проблематично во дефинирањето каков вид на здружение имаат, но се дел од нашата диаспора. Таму се сведува во голем дел на онаа директна комуникација на локалните политичари, на кога се свртуваат кон базата, кога ги остваруваат контактите со разни здруженија, вклучувајќи ги и нашите. Искрено да кажам, не сме направили, или мене барем не ми е позната анализа кој кого поддржува, во која мера и како гласа. Но не сме ни некој голем доминантен фактор кој што еве можеме ние како држава да го искористиме, па да наметнеме нели она нешто што значи наш интерес. За нас Германија е, иако има потенцијал. значи, земја битна, да не речам клучна, затоа што имаме навистина одлични трговски односи, па дури имаме суфицит во размената со Германија, што секако е еден гест на германците, не германската Македонија е во моментов единствена држава која што има суфицит во трговијата со Баварија. И тоа е исклучително голем суфицит. Со односот помеѓу Баварија и Македонија варира помеѓу 13 и 15 еден. Главно резултат се странските директни инвестиции во Македонија, кои што главно произведуваат за автомобилската индустрија и произведуваат тука и после тоа ги извезуваат своите производи во Баварија, каде што се прават финалните производи, значи сите оние кои што произведуваат во Македонија за Мерцедес, за Ауди, за BMW. За BMW и Ауди кои што се лоцирани на територијата на Баварија. Го прават тој суфицит, но има и одредени други, но клучно е тука. Но овдека мислам дека ова е исклучително значајно, малце еве оваа емисија јас ја сваќам и да е добра и за едуцирање на јавноста која што не гледа, и сакам да ви се заблагодарам на иницијативата. Мислам дека е добро еден мит да се разбие кој што постои помеѓу македонските граѓани, тоа е во однос на тоа колку Европската унија може да издржи, колку е силно партнерството на НАТО земјите и колку тоа има известност. Мислам дека не треба да има заблуди тука, дека тоа се едни две организации, повеќе од организации, кои што се создадени на едни така цврсти темели, кои што се пред се идејни темели, односно имаат една силна идеја позади себе, кои што се нескршливи и нераскинливи. И тука најдобар доказ се последните 2 години. Зошто? Главната теза кога претседателот Трамп победи во Соединетите држави беше дека сериозно ќе ги подобри односите со Русија. Имајќи го предвид односот на Русија, не само што не ги подобри односите, туку санкциите кои што во овој момент Соединетите држави ги имаат кон Русија се на историско највисоко ниво. И дури го загрозуваат интересот на Европската унија во однос на Русија, и затоа претседателот на Европската комисија Јункер реагираше дека би било добро Брисел и Вашингтон да се координираат по однос на оваа работа. Но ако во нешто можам да бидам сигурен, тоа е дека ова партнерство ќе продолжи да функционира и дека било каков флерт со Москва е невозможен, затоа што е спротивен на функционирањето на оваа западна цивилизација. И културолошки, и филозофски, ако сакате, и економски, и политички, и се друго е стварање алузија, илузија или создавање лажна слика и лажна представа пред јавноста. Апсолутно тоа е и во Македонија, но и во регионот. Прво тој мит треба да се развие, што соговорникот го кажа дека државите од Западен Балкан,
еве Македонија може да игра помеѓу Западот и Истокот, може само жртва да биде, ништо повеќе од тоа. И дека сега нели престои голем расцеп во западниот блок, каде што Македонија може да ги искористи несогласувањата и да профитира од тоа. Но тука јас би спомнал уште еден аспект, а тоа е односот на Македонија кон Турција. Тоа е сериозно прашање кое што ние во Македонија треба да си го поставиме. Постоеа години во Македонија кога помалку или повеќе отворено се промовираше турскиот надворешно-политички концепт, неосманизмот, односно некакво стратешко ширење на турското влијание, повикувајќи се на османлиското наследство. Сега кога конечно јасни се односите помеѓу Европската унија и Турција, Турција нема да биде дел од Европската унија, барем не во скора иднина, и исклучително се заострени односите помеѓу Берлин и Анкара. Македонија исто така многу треба да внимава во своите односи кон Турција, значи прво кон Москва, а второ кон Турција, и да не влетува во некакви билатерални аранжмани со Ердоган, кои што може да ги загрозат македонските евро и евроатлантски перспективи, особено македонските европерспективи. Тоа е исто дополнителен предизвик кој што се отвара за нашата надворешна политика. Мојата поента не беше да поставам Македонија во позиција на некаква жртва или во теорија на заговор меѓу интересите на Истокот и Западот, туку точно визави Германија, односно да ги видиме билатералните односи, што може да се направи подобро и да ги видиме во светлина на сегашнава ситуација, но за тоа ќе збориме, јас имам некои своји забелешки, ќе направиме мала пауза за реклами, па ќе се навратиме на таа тема. Добро, да се вратиме сега на конкретно на една од поентите, значи не е само да ги анализираме изборите во Германија, тоа мислам доволно кажавме, има уште некои поенти што веројатно ќе се навратиме, но нас не интересираат односите, билатералните односи и што може Република Македонија сега да очекува од Берлин. Јас мислам дека кога е во прашање политиката на Германија, сепак мора да водиме сметка за нијанси во надворешната политика. Тие нијанси понекогаш може да бидат и клучни. Според мене, една од тие нијанси се вика слободни либерали, кои можат, секогаш која воделе надворешната политика, давале некој свој печат. Тие се познати не само како бизнис ориентирани, туку како интернационалисти и водат сметка за помалите држави. Значи, еден поинаков однос кон помалите држави, тоа е од особено значење за Република Македонија. Од друга страна, мислам дека владите на социјалдемократите, на СПД, имале проактивен однос кон Република Македонија отколку демохристијаните. Дали ќе се согласите со оваа моја констатација, Александар? Јас мислам дека после избориве една работа е сигурна. Тоа е дека социјалдемократите веќе нема во Министерството за надворешни работи, затоа што ќе се во опозиција. И тоа ќе значи промена на политиката на Министерството за надворешни, односно на германската надворешна политика. И сега тука клучно прашање е на каде ќе се движи таа промена. Мислам дека е значајно и за гледачите да знаат дека во делот на надворешната политика постоја многу сериозни разлики помеѓу двете водечки партии во досегашната коалиција, помеѓу канцларката Меркел и помеѓу социјалдемократите, и дури таа на еден начин формираше еден паралелен систем кој што го крсти канцеларија, односно свој кабинет, во кој што имаше свој сериозен советник за надворешни работи, кој што сега ќе биде нов амбасадор на Германија при Обединетите нации, едно исклучително важно место за големите држави. Така што тука имаше разлики, имаше еден паралелизам, но секако беше доминантно Министерството за надворешни. Она што е интересно да се види во посоставувањето на коалицијата е дали после еден исклучително долг временски период можеби ЦДУ ќе има министер за надворешни работи. Се отвара и таква можност, затоа што многу долг временски период немале министер за
за надворешни работи и не можеле директно да ја креираат надворешната политика на Германија. Во таа насока, во однос на Република Македонија, мислам дека треба да се две работи јасни. Прво, после Соединетите Американски држави, Германија е најголем партнер на Македонија и економски и политички, и тоа партнерство нема алтернатива. И второ, без разлика која водел германската влада, заложбата на Германија, прво, да се подржи самостојноста на Македонија во 90-тите, вие тоа го знаете и подобро од мене, и второ, Македонија да стане членка на Европската унија и на НАТО, останува. Сега тука е нијансата како тие се поставуваат по однос на спорот за името, кого повеќе притискаат и како играат во целата таа работа. И има уште една нијанса која што беше очебина во изминатиот период, а тоа е дека имаше и еден, секако не во негативна смисла, идеолошки момент во водењето на надворешната политика на Германија, каде што одредени теми блиски на социјалдемократите беа промовирани, што од нивна гледна точка е апсолутно легитимно. Луѓето добиле доверба и го водеа министерството како такво. Всушност и сегашниот министер беше доскорешен претседател на Социјалдемократската партија на Германија. Така што сега тие елементи ќе ги нема и ќе видиме една разлика. Од друга страна, во однос на она што се вика германска јавност, не очекувам голема разлика, затоа што мнозинството германски медиуми, некои велат дури и до 80%, се под директно или индиректно влијание на социјалдемократите, и тоа е една традиција која што е создавана десетици години наназад. Дали се работи не само за собственичката структура, туку и за главните новинарски пера, каков став имаат, дали се работи за главните уредници на главните медиуми, кои политики ги застапуваат. Секако тоа не е на еден вулгарен начин како што можеби нашава македонска јавност може да го перцепира, но се работи за идеолошки определби. Така што заклучам, мислам дека ќе имаме две паралелни реалности. Од една страна, медиумски не очекувам некоја голема промена да се случи по однос на кој ќе биде наративот на главните германски медиуми по однос на Македонија и регионот, а по однос на надворешната политика исклучително е значајно кој ќе го води Министерството за надворешни и да ја кажаме ве проекцијата. Доколку тоа е ЦДУ, очекувам да станат уште построги критериумите за членство, затоа што тие мора да одговорат на ова што се случува сега со алтернатива за Германија, што јас мислам дека е позитивно, затоа што и ние и останатите земји треба да влезат спремни во Европската унија, некако што беа примери со Кипар, со Бугарија, со Романија и така натака. А второто, доколку некоја друга политичка партија го води, дали либералите, дали зелените, мислам дека ќе сакаат да прават еден побрз процес, како би можеле тоа да го представат како свој политички капитал на следните парламентарни избори. Така што тие се двете алтернативи кои што ги имаме пред нас. Финесите. Да, историски еве само едно дополнување, например поранешниот покојниот веќе сојузен претседател на Германија Јоханес Рау тоа беше символична посета, но еден од првите високи политичари кои што ја посети Македонија уште во 94-та година, тогаш беше претседател покојниот Глигоров, што беше значаен сигнал од германска страна дека застануваат зад независноста на Македонија, особено во еден таков критичен период во првата половина на 90-тите. Се согласувам дека многу е значаено кој ќе го води Министерството за надворешни работи на Германија, но мислам дека ако сега зборуваме, иако сега да не навлегуваме во таа тема, во односот на Германија кон домашната политичка криза изминативе години во Република Македонија, точно е дека бидејќи Министерството за надворешни работи го водеа социјалдемократите, можеби тие беа поажурни први да реагираат, но ставовите на канцеларката беа исто така многу јасни, точно подоцна дојдоа, но на крајот веќе немаше никаква разлика или барем никаква видлива разлика во јавноста помеѓу ставовите на министерот за надворешни работи, се уште актуелниот Габриел и актуелната канцеларка Меркел. Што значи во однос на политичката криза во Македонија, Германија
имаше на крајот унисон став. Канцеларката Меркел припаѓа на CDU-CSU, која е сестринска партија на ВМРО-ДПМН, и од моите сознанија, од неформалните разговори, тие се обидуваат да влијаат прво во рамките на таа меѓупартиска соработка кај ВМРО-ДПМН неколку години поред. Социјалдемократите беа во тоа време гласни, но потоа како што се развиваа работите, Германија зазеде апсолутно единствен став кон политичката криза во Македонија. Во однос на медиумите, во делот за надворешната политика, да, во Шпигел, таков тип, или во Süddeutsche Zeitung, во Die Zeit, се по влијателни социјалдемократите, зелените, значи тој корпус на политичари, но па, например, во Frankfurter Allgemeine Zeitung или во Focus доминираат, во Bild, исто така, кој е така малку булеварски весник во Германија, се идеолошки новинарите поблиску до ЦДУ, но добро, ако ги земеме како најрелевантни Шпигел, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, во 3 вестника се повлијателни социјалдемократите, само во Frankfurter Allgemeine Zeitung се повлијателни десничарите. Добро, мораме да кажеме дека Германија била принципиелна во однос на Република Македонија. Да. Еве јас ќе издвојам уште една посета. Хорст Келер беше во Република Македонија. Роман Херцог го одликувавме со високо признание од нашиот председател. Но Грков, сакам да се подсетиме на една иницијатива во Бундестагот околу Република Македонија. Значи, тоа се две работи. Едната е околу уставното име и како нас ќе ни се ословуваат, која не доживеа завршница, и другата е покрај Исланд и Република Македонија да се стави во групата земји за отварање на преговори. Последните информации што ги гледав е дека двете иницијативи се заглавени некаде во кулуарите на Бундестагот. Само накратко, она што сакам да го потенцирам и гледачите што треба да го знаат, постои една конзистентност во развојот на односите Берлин-Скопје, да речеме Македонија, Сојузна Република Германија, без оглед кој да бил на власт. И тука ние не може да зборуваме за некои нарушувања или подобрувања од поголем обем што би биле видливи. Кога збориме за конзистентност, тоа значи дека Германија не ја менува толку лесно својата надворешна политика. Битно е кој ќе биде министер за надворешни работи, но спроведувањето на заедничката владина коалициона програма ги опфаќа токму и аспектите кои се однесуваат на таа надворешна политика. И од тој аспект и влијанието на канцелар кој год да е во историјскиот период до сега и од сега понатаму ќе има своја тежина, исто колку и на самиот министер за надворешни работи. И во тој контекст односите Македонија-Германија и од страната, тоа може да се види и на сајтот на Сојузното германско министерство за надворешни работи Освер Тиган, се дефинираат како добри. Односи кои што бележат високо ниво на интензивирање и на посети, и на средби на маргините на некои настани, односи кои што покрај класичните дипломатски контакти бележат порасти во парламентарната димензија во еден сегмент и во многу други сфери кои што се од заемен интерес за двете држави. Во однос на овие двете иницијативи кои што ги спомнавте, едната датира од 2004 година. Тоа е периодот кога во Сојузна Република Германија постоеше коалицијата помеѓу Зелените и СПД на чело со Герхард Шредер. Таа иницијатива беше нешто што ние го иницииравме како дипломатски сервис на Македонија во контакти со неколку пратеници од Бундестагот, и тоа беше еден процес кој не изникна преку ноќ. Значи, на таква иницијатива потребно е прво да се разработи, треба да се алоцираат луѓето кои што се спремни да го лобираат самиот тој процес и на крај краеви доволно моќни да го соберат со потребното мнозинство за да ја спроведат таа на дел. И тоа се случи во 2004 година, мисля че негде во октомври месец во Бундестагот беше изгласана соодветната резолуција која ја опфаќаше и други аспекти, но клучно беше се повикува владата на Сојузна Република Германија да го признае уставното име на Република Македонија. И токму тој текст се користеше во таа резолуција. Сега објаснувањето на сојузната влада. Владата не беше спремна, оваа препорака на Бундестагот да ја спроведе во дело, и во контактите кои што следеа во тој период покасно,
Секам 2005 беше реализирана една од неколкуте посети на ниво на премиери. Тогаш ми се чини дека беше Хари Костов премиер, кој што имаше средба со Шредер, кај што директно се разговараше на постоечката рецепција. Како и да е, истата е од исклучително големо значење за нас затоа што сме постигнале нешто опипливо од значење во една институција како Бундестагот, која што е единствена институција кај што представниците се бираат од страна на народот и е основа за продлабочување на односите во овој сегмент, односно поддршката по однос на прашањето за името. Ние и сега кога гледаме Германија е доста конзистентна во однос на прашањето за името. Тие се свесни дека овој проблем е класичен билатерален проблем кој што го назадува процесот на интеграција на одредена земја заради, да речеме, и натењето на друга земја. Но, нивната позиција е сосема јасна. Ние ќе го прифатиме секое заедничко решение кое што ќе биде договорено во рамките на билатералните преговори, разговори што се водат помеѓу двете земји. И во тој контекст не очекувам некоја драстична промена, иако наше е ние да си го сработиме. Она што се однесува за нашите интеграции, ставот на Германија е исто така јасен и во однос на последните случувања од последните 2-3 години. Ние мора да работиме на спроведување на нашите реформи. Реформите внатре, пред се реформите во правосудскиот систем, владење на правото, спроведување на препораките од извештајот на Прибе, и тоа да ни биде нас аргумент со кој што ќе бараме забрзување на тој процес. Дури постоја одредени идеи во склоп на самото Сојузно министерство на външни работи за воведување на едно ново поглавје кое што би се однесувало токму на прашањето за решавање на името помеѓу како билатерално меѓу Македонија и Германија, Македонија и Грција, но таа е една идеја која што веројатно тешко би дошла до реализација во блиска иднина. Ви благодарам. Само уште една работа која што мораме кратко да ја додадеме. Има уште еден аспект на германската надворешна политика која што оние кои што се повеќе упатени во функционирањето на политичките партии го знаат, а граѓаните мислам дека помалку, тоа е дејноста на политичките фондации во Македонија. Тоа е една типично германска работа, ќе се согласи колегата. Двете најголеми фондации, тоа е фондацијата Конрад Аденауер, блиска до ЦДУ, и фондацијата Фридрих Еберт, блиска до СПД, се активни уште од 90-тите години во Македонија. Имаат вложено многу средства, и материјални средства, но и напор во изградбата на македонските политички партии, во внатрешната демократизација на партиите и во изградба на кадри. Значи, многу од активистите на политичките партии непосредно во една најпозитивна смисла профитирале од соработката со германските политички фондации, иако тие вака не ги гледаме секогаш не на површината, нивното влијание во политиката во Република Македонија е исто така значајно и тоа ги зацврстува односите помеѓу сестринските политички партии, што значи секогаш и тоа треба да се има дополнително во предвид, затоа што тие неофицијални контакти некој знаат им посодржајни да бидат од официјалните контакти. Во помала мера тука се и Фридрих Нојман, фондацијата на либералите и Ханс Зайдел на... Ви благодарам, морам да ви кажам, ви благодарам на исцрпната дискусија. Мислам дека направивме длабока анализа на она што се случува во Германија. Очекуваме тешки преговори за коалиција, но сепак се надеваме на искуството на Меркел, најмоćниот политичар во Европа, да го држи цврсто курсот на Германија, што значи стабилна Германија и стабилна Европа. Ви благодарам на вниманието, драги гледачи, и останете на нашата програма. Пријатно.